Во ова видео ќе зборуваме за својствата на кислород. Кислородот има атомски број 8 и се наоѓа во 16-тата група на периодниот систем. Хемискиот символ на кислород е О. Кислородот е гас. Нема мирис, боја и вкус, но без него луѓето не би можеле да ја населат планетата Земја. Кога се лади на многу ниски температури, тој поминува во течност, а потоа во цврсто тело, и двете со бледо сина боја. Кислородот сочинува 21% од атмосферата на Земјата. Биле потребни повеќе милиони години за да се создаде овој состав. Денешната атмосфера изгледа како да има совршена рамнотежа. Може би сакаш да го истражиш минатото на атмосферата за да се информираш подетално. Човечкото тело го користи кислородот во процес кој се нарекува дишење. Длабоко вдиши и задржи го здивот неколку секунди. Воздухот кој влезе во твоето тело се задржува во белите дробови. Делот кислородот кој го вдишуваш преку крвотокот се пренесува до деловите од телото каде што тој е потребен. Дишењето се одвива во клетките од твоето тело. Кислородот, при реакција со глукозата, образува јаглерод диоксид и вода. И се ослободува енергија. Ова им овозможува на клетките да функционираат за да може нашето тело да преживее. Воздухот што го издишуваш содржи околу 4% помалку кислород во споредба со воздухот кој го вдишуваш. Тој е заменет со друг гас, наречен јаглерод диоксид. Кислородот во атмосферата влијае на нашиот живот и на други начини. Тој реагира хемиски со голем број други материјали. Кислородот, при реакција со реактивни метали, образува метални оксиди. Ова се нарекува корозија. Повеќето метални оксиди се корисни, бидејќи тие создаваат цврст заштитен слој. Например, алуминиум оксид образува заштитен слој на површината на алуминиумот. Оваа сива обвивка го заштитува металот под неа од понатамошна корозија. Ова својство на алуминиумот се користи при изработка на модерните авиони. Железо триоксид се образува кога железо реагира со вода и кислород. Но ова не е корисно. Може би знаеш дека железо триоксид е познат како рѓа. Таа го прави железото ронливо и слабо. Корозијата ги уништува материјалите кои стануваат кршливи кога ќе се образува оксидот. Има начини да се заштити железото од оксидација. Например, со нанесување на масло на синџирот од твојот велосипед. Тоа ќе го заштити од рѓосување и ќе го зачува. Кислородот може да се добие во лабораторија со хемиско разложување на водород пероксид. Кога атмосферата на Земјата би содржала 30% кислород наместо 21%, молњите би предизвикувале шумски пожари кои никогаш не би можеле да се изгаснат. Животот, како што го знаеме, би бил невозможен. Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.